Кога ќе дојде на пазарот на есен, ќе биде најголемото возило по габарити на Mazda во Европа. Во внатрешноста Mazda CX-80 има 3 реда седишта. Во зависност од верзијата, во него ќе се сместат 6 или 7 патници со опција за 2 оделни седишта и централна конзола за вториот ред. Во секој случај, двете седишта од третиот ред може да се преклопат и во багажниот простор да се формира рамен под. Mazda CX-80 е скроена како знаменосец на марката во Европа и тоа го докажува не само со изгледот, туку и со опременоста. За оваа прилика воведена е Alexa говорна контрола на возилото, новиот хибриден навигацијски систем комбинирајќи офлайн и онлайн услуги, како и системот што посебно ќе им се допадне на оние што влечат приколка. Тој преку централниот дисплеј со графички приказ овозможува идеална позиција во однос на приколката. На есен е закажано комерцијалното представување на CX-80 и тогаш ќе дојде со 2 погона и двата со мотори на согорување. Бензинецот ќе биде приклучен хибрид. Ознаката eSky Active Plug-in Hybrid Electric Vehicle обездинува во приклучен хибрид 4-цилиндерски бензински и електромотор. Системски се добиваат 327 конски сили и 500 ньютон метри, а само на струја може да се поминат 60 км. Електробензинскиот склоп достигнува максимални 195 км на час и забрзува до 100 за 6,8 секунди. Она што треба да и се признае на Mazda е што не се откажува од својата традиција. Дел од неа се дизел моторите. Неодамна развиениот дизел линиски 6-цилиндраж доби блага електрична поддршка. Така генерира 254 коњи, забрзува до 100 км на час за 8,4 секунди, а достигнува максимални 219 км на час со просечна потрошувачка од 5,8 литри. Двата мотори се впарени со 8-степена автоматска трансмисија која ќе препраќа сила на сите тркала. Интелигентниот mid-drive овозможува избор на 4 модуси на возење, а CX-80 има импресивен капацитет да влече приколка тешка 2,5 тона. Mazda сериски вградува напредни системи за помош на возачот iActive Sense и тие се насочени кон безбедносната оценка од 5 звездички на Euro NCAP. CX-80 е најавена да пристигне во дилерствата по летните одмори, а цените нема драстично да одскокнуваат од оние на помалата CX-60.